Како ви се чини сега новиот предлог на министерот Инакиевски? Треба ли таксистите да знаат англиски? Па, добро може, треба да знаат, ама младите треба да знаат. Ние ја на 60 години топро учам англиски, тоа нема шанс. Да, но велат дека курсевите ќе бидат. Ама што е битно, дали се бесплатни, дали се платени, тоа нема врска никако. Така, вие сте возеле странски туристи до сега? Сум возел. И како се разбирате? Се разбираме многу убаво. Да. Сега странски туристи имаат адреси, све имаат, тоа и не е проблем никаков воопште. За мене би требало барем основните работи секој таксиста да ги знае на англиски, пошто имаме повеќе туристи нонстоп низ градов, меѓутоа да е обавезно со часови поседување не се сложувам со тоа, меѓутоа секој таксиста би требало основните работи да ги познава на англиски јазик. Така, и мислам дека ги познаваат 90% од таксистите. Вие сте возеле странски туристи? Да, секако. И како се разбирате со нив, знаете англиски? Да, многу лесно. Основните работи, ја верувам дека секој таксиста ги знае. За добар ден, до каде идете, која дестинација, да ве почекаме и ред. Основните работи на англиски јазик, ја верувам дека 90% од таксистите ги знаат. Млатење празна слама. Зошто мислите така? Зашто да си ги среди прво другите работи, таксисти требало англиски да знаат. Ние не сме Охрид. Тие во Охрид, тамо, кај туристички места. А иначе со споменици објаснување не треба англиски. Така, а вие Да. сте возеле странски туристи до сега? Да, И како се разбирате со нив? ја знам англиски. Некои знаат, некои не знаат. Овие сакаат да научат и тие што не знаат, а зашто многу мене ми е јасно, ама на кој не им е јасно, треба малку да размислат во што е работата. И само ја би поставил едно прашање, колку наши пратеници знаат англиски јазик, а тоа уште една работа кој ќе искочи во корист од тоа што треба да се оди на курс. Дали тоа ќе биде корист од страна на владата, се разбира, постои тука и една добра страна со тој курс некој да научи англиски јазик, но тоа се однесува релативно на помладите таксисти. Ние што сме веќе во подминати години, ретко кој од нас до сега, ако не научил, сега нешто ќе научи. Така, вие сте возеле ли странски туристи до сега? Па, возиме многу ретко е тоа. Да, Тоа е многу ретко. Како се разбирате со нив? Многу убаво се разбираме. Нешто малку знаеме англиски, нешто германски, нешто пантонима, нешто се смееме, многу сме љубезни кон нив и така да они сваќаат во што е работата. Адресите ги знаат, аеропорт е секој знае да каже дека е аеродром. После едноставно има разбирање со нив и они многу не сакаат да разговарат. Тоа е веќе провидна работа, али ако некој тоа го запне, тоа и ќе го оствари, затоа што кај нас све што се запнало, све се остварило сега во последно време. А што се однесува до тие курсеви кои ќе бидат бесплатни, тоа е во ред. Само дали ќе бидат бесплатни и за тие што ќе ги даваат часовите или некој ќе им го плати тоа нив. И како ќе им го плати, ако на јавноста не ги кажат колку средства ќе даде владата за тие бесплатни курсеви, колку ќе им биде исплатено на тие што ги држат курсевите, а каде ќе отиде другиот дел тие пари кои се замислени за такви бесплатни курсеви. Иначе ова што сакаа да научат англиски, не е лошо да научат, тој што знае, знае, али постари луѓе тоа нема да го сватат, исто кој што не ги сватија ни компјутерите. Нормално дека треба да знаат. Нели во земјава имаме веќе може да се рече инвазија на странци, од кои делумно треба да се познават дури и повеќе, мада англискиот секој би требало да знае. Така, вие сте возеле до сега странски туристи, како се разбирате со нив? Англиски, италијански, Да, вие го знаете англиски. делумно германски, турски, руски, Не ви било никогаш проблем. никогаш. Постариве, веко колега, постар, пред пензија, како ќе научи, не знам. Он требал на време да мисли.